Политичката математика потребна да биде решена равенката со неколку непознати, бара отстапки од однапред познатиот и очекуван пристап при незиното првично поставување, во кое бе исклучувани бројките кои изненадувачки сега се факторизираат како клуч за добивање на резултатот. ДПА е комплетно поклопена според мене од ВМРО ДПМН. Тоа е некоја сушико коалиција, така нарече јавноста. Според моите докази и аргументи кои што ги имам, тоа е комплетно контролирано од Сашо Мјалков. Ваквите тврдења за јапонската кујна, чија рецептура се враќа на масата, никогаш сериозно не влијаеле врз тие што постојано сакале да имаат свое столче на неа. Присутни при секое кроење на мнозинското политичко оригами, со дефиниран стил и вкус, тие ниту еднаш не покажале каење за тоа што им се лепи камикази етикетата. Имат еден збор сорбите и викат не си успел да ме узријаваш. Ознемирување нема ниту од другата страна и покрај сите непристојни и грди сведоштва за поведението на кое се мислеше дека конечно му дошол крајот. Не само што му се мислеше, туку за тоа беа давани и јавни, цврсти гаранции. Па, нели е доста? И од Амди Бајрам, и од Елвис Бајрам, доста е. Наспроти евидентната неконзистентност, најзачудувачка е високата одбивност од вакви атак на оние чинители кои изгледа имаат проблем со големината на мемориските картички, па алудирајќи на туѓата сега како актуелни владени партнери, забораваат на собствената улога и на хипокризијата која е карактеристика и на нивното политиканство. Вечерва сакам да излезам од оваа бина, дека ромскиот глас ќе иде Никола Груевски да постане повторно премиер на Република Македонија. Со оглед дека партиципацијата во претходната влада во комбинација со нивото на навреди и очигледно политичка виза за влез во кабинетот на Илинденска, не би било лошо да не се заборави уште еден од ликовите, кои ги задоволува тие високо поставени критериуми. Гледам едно зајче уплашено така скока овде-онде. Скока со едно мало торбиче. Се разбира, не би било никакво изненадување доколку во овие тревожени мигови, трагајќи по сеопшт консензус, не следува и некаква понуда за фигурите кои први појавија сомнеш дека никој освен нивниот премиер или председател не би можел со никого да седи на рамна нога. Ако еден ден биде премиер господинот Заев, од другата страна спроти него ќе треба да седне Меркел, ќе треба да седне Обама, ќе треба да седне Путин. А што ќе прави тогаш кога вие луѓе ќе бидат спроти него како дете, ќе прави шпаги? Расчекорена до таа мера, политиката се повеќе наликува на состојба во која е во тек крупна хируршка интервенција врз нејзините органи, ама без анестетици. Има некои кланици за добиток во Швајцарија кои сигурно колат добиток под похумани и похигиенични услови отколку што ние оперираме човечки екстремитети. И на крајот, сепак според некои тврдења, особено на представниците на југомарксистичката школа, имало и бетер. Не бе, Бугарија влезе на Европската унија, меѓутоа Бугарија е во тотален пршум. Не знам дали сте били па да видите што е од нивните некогашни, така наречени економски социјалистички гиганти останат. Бугарија е полумртва земја. Оваа ампутација на вистината е во спротивност со реалноста. Освен за оние кои не покажуваат минимум свест и разбирање за тоа дека без тоа друштво, нивната може да биде тргната и од апаратите кои одржуваат по живот.